Околу 200 шумски пожари и штета проценета на близу 50 милиони евра е билансот од пожарите минатата година. Иако материјалната штета е речиси преполовена во споредба со 2024, од македонски шуми оценуваа дека последиците и понатаму се сериозни и долгорочни. Во 24-та, која се смета за една од најтешките, пожарите зафатија над 630.000 кубни метри дрвна маса, а штетата беше проценета на околу 83 милиони евра. Намалувањето на штетите лани, според надлежните, се должи на подобрената подготвеност, побрзите интервенции и поволните временски услови. 25-та во однос на 24-та смеа преполовиле во однос на штетата, иеко во однос на бројката. Шумските пожари се повторно тука некаде. Значи 24-та беа 250, да кажеме 300, сега се над 200, меѓутоа штетата е безмалку пола. Тоа се должи и на тоа што оваа година бевме релативно подготвени. Значи тука беа новите возила кои што беа пренаменети, значи добро знае целата македонска јавност, владата пренамени одредени возила кои што порано се користеле во армијата на Република Македонија и стоеле или неупотребени, тие возила се пренаменија и истите ги користевме за справувањето со отворените пожари, пред се со шумските пожари. Лани најголем дел од пожарите започнале како пожари на отворено, на земјоделски површини и пасишта, пошто се прошириле кон шумските подрачи. Освен штетата врз шумскиот фонд, значајни последици се евидентирани и врз екосистемот и биодиверзитетот. За самиот екосистем штетата е голема, затоа што со тие пожари буквално беше десеткувано се она кое што го имаше тамо и во однос на животинскиот свет, и во однос на микроорганизмите, и во однос на се она кое што природата го создавала со години. Сега, кога зборам јас за штетите од пожарите, тогаш зборам за целокупната штета која што се прави на тој екосистем. Значи, настрана од она кое што ние може да го кажеме дека настанала штета на шумскиот фонд кој што го имало таму. Од македонски шуми посочуваа дека и покрај намалувањето на материјалната штета, превенцијата останува клучен предизвик, имајќи во предвид дека најголем дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор. Во таа насока се и плановите за обнова, поради што производството на садници е значително зголемено и изнесува над 2,5 милиони садници, веќе подготвени за пошумување. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.